Ниту еден чин на љубезност, без оглед на тоа колку е мал, не е залуден. Добро вечер. Добро вечер. Вака, Мики, те викнав да збориме за иднината на Северна Македонија. Каква иднина, иднина. Ајде, дај нешто конкретно, бе, брат. Дај нешто, дај сипи по една ракија да не трне муабетот, бе. Така те сакам, бе, само лабаво, бе, другарче, бе. Така, па нормално. Ваква ракија немаш пиено од кога си жив. Пробај и ќе кажеш. Ајде. Ајде. Че? Што викаш? Добра. Домашна, ова? Домашна, бе, најдомашна. Ова на Венко еден пријател ја прави, ама користи грозија од негово лозје, од други не зима. Да, се гледа дека сте домакини, бе. Сва, браво, многу е добра ракијава. Него, зашо ме викна? Па вака. Слушнав дека си сакал да смениш дрес, дека не ти се свија више да бидеш дел од оваа антиевропска коалиција и дека сакаш да предаш у опозиција. Па види, има вистина у тоа што си го слушнал. Па ако има вистина, знаеш дека ако сакаш да смениш дрес, знаеш што сме ние за ВМРО, бе? Ние сме ти Манчестер Юнајтед. Го погоди клубот. Молим? Ништо, бе, ништо. Нема молим, не молим. Ако сакате да преговараме, да сменам дрес, ќе треба да се договориме за условите. Па нема проблем, да се договориме, ајде. И па, ништо тогаш, јас имам менаџерка, она ме застапува мене за трансфери, ќе се јавам, сега ќе да. Ако. Ало, Цики, можеш да дојдеш, да. Ајде. Сега ќе да, Цики. Здраво. Јас сум менаџерката на Мики. Здраво. Драго ми е, јас сум Теодор, иначе звани Прле. Иначе, пошто имаш ти менаџерка за трансфери и ја имам, ние ко партија имаме менаџер за трансфери, само да му се јавам. Ако јави сам? Ало! Тихи, ајде, ајде. Добар ден. Јас сум Тихи, менаџер за трансфери во СДСМ. Здраво. Здраво, шеф. Па чим се тука менаџерите, они нека се договарат, ја и ти ќе ќутиме. Така е, ајде, Цики, распали. Можеме, повели. На Мики жена му сака да биде амбасадор. Колку што знам, на Мики жена има само 30 години, млада е за амбасадор. Млада е, ама додека да дојдете вие на власт за 6 години ќе биде таман. Да. Значи вака, сега да најдеме компромисно решение. Јас предлагам вака. Првиот мандат, сопругата на Мики да биде конзул, а после тоа ќе ја правиме да биде амбасадор. Може. Одлично. Може. Втора работа, Мики има тројца невработени први братучеди. Така, не вработени штета, да, ќе ги вработиме. Еве, на пример, предлагам во ЕВН. Не уевен, администрација. Администрација, да. Кој ќе бидеме на власт, ќе имаме министерства, ќе ги правиме чиновници, договорено и тоа. Договорено? Договорено. Ја гледате оваа актовка? Многу убаво. Актовката е убава, ама во неа треба да има 100.000 евра, необележени багноти, може и по 1000. 50.000? 60.000? 55 да се најдеме на средина. Може. Договорено. Честитке, супер. И за вас ќе има хонорар, не се секирате, ама сама ќе си го платите данокот. Колку барате хонорар? 5.000 евра. Договорено, сами си платите данокот. Готово, договорено. Толку од нас. Па чим се договорија, Мики повели еден дрес од Манчестер Юнајтед. Што убаво. Победуваме! Победуваме! Колку е убаво, колку е лесно да се договори со вас, човек. Значи, джентълмени, прави джентълмени сте. Браво. Да, слушај, Тихи, јави му на шефот дека се окрупнуваме и дека за 2 години победуваме. Победуваме, ајде. Сипи уште по една ракија, ајде. Ставете ми и на мене, ја го направив договорот на векот. Така. Ајде прво на дамата. Ало, шефе, здраво, овде Тихи. Прли ми кажа да ви се јавам и да ви кажам дека опозицијата опасно окрупнува. Пратеникот Мики од власта се пребаци во опозицијата. И Прли ми кажа да ви кажам дека за 2 години победуваме. Така е, шефе. Да живее! Да живее Македонија! Пријатно! Северна. Северна, шефе! Пријатно!
Извинете, дали може кратка анкета? Може, дечко? Поминаа 5 месеци откако се одржаа локалните избори, а дел од ангажираните лица во избирачките одбори се уште немаат земено пари. Луѓето треба да земат од 200 до 350 евра. Види, ако им ги даде одма парите, они ќе ги потрошаа на нешто без везе, вака парите им се уштедени. Најло ќе биде да им ги дадат парите на 26 декември, за да им се најдат за нова година. Зошто баш на 26 декември? Абе, не ли гледаш дека се заебавам? Абе, јас да сум била членка на избирачки одбор, ја не би барала уопште пари. Ја целото тоа би го работила од кеф за државата. И тоа строго за џабе. Како да не са? Абе, што како да не? Абе, битно е да има за чеушите. За нас не е важно. Јас живеам од љубов кон Томи. Мажот ви? Не, мачорот. Министерот за здравство рече дека некои клиники и доктори на незаконски начин стигале до плата од 10.000 евра. Види, машала, бе, Абе, тоа не е можно ни во една Германија, бе, знаев дека ќе отидеме напред, бе. Јас со плата од 10.000 евра, прво би си купила гардеробка од 3.000 до 3.000 евра, после би отишла у Париз и таму би профучкала околу 3.000 евра и би си уплатила джип, пошто со 2 плати ќе си го платам джипот и доста е толку за почеток, јас сум си скромна. А вие докторка сте? Не, јас сум пациентка и боледувам од премногу фантазирање, а за мојата болест се уште нема лек. Фабриките ќе продолжат загадувањето да си го мерат сами, бидејќи надлежните институции велат дека е прескапо да ги следат сите фабрики. Дека е прескапо е, се работи за илјадници објекти. И сега се останува на совеста на газдите. Они сами ќе си го мерат загадувањето и кога ќе видат дека ја надминале границата, ќе прекинат да се глупираат. Совеста е многу битна работа и јас не се сомневам дека газдите ќе покажат совест. Вие верувате во тоа? Па ја верувам дека Вардар ќе стане прва лига шампиона, ама за жал јас тој ден нема да го дочекам. Така. Во некои градови лебот е поскапен за 3 до 5 денари, пекарите како причина за тоа ги наведуваат зголемените трошоци за производство. Јадете месо, бе, луѓе, лебот тешко се заработува. Кркајте пилешко, кркајте јајца, баталете леб. Филипче ќе упати писмо до евроамбасадорите во земјава, како и до сите функционери на ЕУ и НАТО. Во писмото ќе биде наведено дека премиерот Мицкоски ја демонтира евроатлантската интеграција на Македонија. Шо да кажам? Ко божем, европејците ги чекаат писмата на Филипче, они гледаат кај нас колку е саат, бе. И колку е саат? Па, колку е? Еве го полноќ. Како полно, господине, кога е ден? Смрачено е, дечко, само ти не приметуваш. Владите на европските земји сакаат да побараат од своите граѓани да не возат автомобили и да не патуваат со авиони за да се заштеди на гориво. Ваквата мерка веќе функционира во некои азиски земји. Да, ја поддржувам оваа мерка што сакат владите во Европа да ја направат за своите граѓани и сега ќе поставам конкретно прашање. Што ќе име на европејците да возат коли во местата кај што живеат? По они се организирано општество, имаат автобус, тролејбус, шинобус, имаат точаци, имаат метроа. Значи, зашто да палиш кола? Штеди бе на бензин, гледаш ти нафтава секој ден расте. Втора работа, европејци многу се размазиле, палат авионот и летуваат Тенерифе, Куби, Муби, Кариби, не знам што. Што е бе таа работа? Ве седете си дома мадро за да не ви биде модро, како ние може да си седиме дома? Така што треба да се штеди на бензин и тоа е тоа. Мене целата оваа ситуација со нафтенава криза ме потсеќа на СФРЈ. Бидете поконкретен? Ќе бидам најконкретен. Значи, кога умре Тито, он кога беше жив, добра беше, ама сега кога умре, Југославија банкротираше на еден начин, имаше криза со зејтин, со млеко, па се редевме уредици за да купиш едно зејтинче и така натаму, и после тоа дојде криза со бензин. Нема бензин во Југославија. И тогаш воведоа систем пар-непар. Што значи тоа? Кола чија што регистрација завршува на пар, 0, 2, 4, 6, 8, може да вози понеделник, среда и петок. А кола што има непар регистрација, 1, 3, 5, 7, 9, може да вози во вторник, четврток и сабота. И на тој начин се штедеше гориво. Сега во недела сите можевме да возиме, тоа беше одлука, ама џабе, ние во недела сите се бањавме и седевме дома, разбираш?
значи не дала ден за бањање. На европејциве им препорачувам. Воведете систем пар не пари ќе штедите на бензин. А премиерот пак беше во Будимпешта. Па да бе. Па добре бе, па шо? Тоа е сосема нормално. Прво одиш кај што те викаат, второ одиш кај што ти е убаво, пријатно, и трето одиш кај што имаш друштво. Значи ја тргнувам од себе, во обичен живот. Јас се дружам со моје друштво, тоа се Шики, Рики, Зоран, Горан и Табач. И сега види, јас сакам да се дружам и со холандскиот амбасадор, рецимо, да испиеме по некоја чашка виски, да каснеме некое бадемче, ама он мене не ме вика за друштво. Знаеш ли зашто? Зашто? Заради тоа што сум му бил досаден. Се едно исто сум зборел. Добро, и сега каква врска има тоа со нашиот премиер и Орбан? Абе, има врска, ова е страшна метафора. Кој свати, свати. Ајде. Режија, уште колку имаме до почеток на емисијата? Уште 3 минути и почнуваме. Добро, фала. Имам уште малку до почеток, него да те прашам нешто, може неформално? Здраво. Здраво, можеме неформално, ја си ставам карминче. Ако стај си, абе, искрено, веруваш ли ти дека твој СДСМ ако дојат на власт ќе скрателе работна недела од 5 на 4 дена, па ќе скрателе работни сати за повозрасни граѓани, па ќе ги зголемеле платите, па пензиите за 50%, па на овие повратници во странство ќе им дале по 10.000 евра. Веруваш ли? Тешко таа работа, ама мора нешто да измислуваме за да се упеца народот. Измислуваа и ВМРО-вци све и свашта и дојдаа на власт. Колешка, извини, ние никош не сме измислувале. Све што ветивме, све исполнивме. Нели ветивте бе дека ќе го вратите името Република Македонија? Добре, Што не го вратите? Ама освен тоа, све друго сме направили. лажете, Ајде сега, не бе, зајавај па и ти. Тргнуваме за 10 секунди, бидете спремни, тишина во студија. Добро вечер, почитувани гледачи. Гости во нашата вечерашна дебата се представник од СДСМ господја Марија, представник од ВМРО ДПМН господинот Владко и представник на младите од Македонија Игор. Добро вечер. Може да почнеме, така? Слободно. Господјо, дали вие верувате дека доколку вашиот СДСМ дојде на власт, дека ќе скрати работната недела од 5 на 4 дена, дека ќе го скрати работното време за повозрасните граѓани, дека ќе ги зголеми платите, пензиите за 50% и дека на нашите повратници од странство ќе им исплаќа по 10.000 евра? Апсолутно е тоа така, затоа што нашите ветувања се базираат на реални бројки и стручни анализи. И затоа ви кажувам дека кога ќе дојдеме на власт, ќе ја скратиме работната недела, ќе ги зголемиме пензиите и ќе ги покачиме платите. Лаже, пред да почне емисијата, новинарот ти го постави истото прашање и таа кажа дека морале нешто да измислат за народот да се упеца. Така беше? Така беше. Ама не е точно тоа што го збориш, како така? Лажеш. Срамота жена во години, а така лаже. Срамота. А скрати си го јазикот, да не ти го скратам јас ти Двајца кажувам сега. сведоци сме. Добро, Двајца сведоци да сме. бидеме, Да, бе, да. на ниво, ќе ве молам да го задржиме на Лажовни сведоци, нивото. лажовни. Ќе ве молам. Што ќе кажете вие од ВМРО ДПМН? Ќе бидам многу краток. Ваквите мекотелни политичари како што е господјата овде од СДСМ на наредните избори ќе заминат во историја. Јас ако сум мекотелна политичарка, ти си тврдоглава будала. Добро, ама ќе ве молам. Ама сега што ќе ме гледаш како вреѓа он? Добро, да продолжиме понатаму. Игор, што ќе кажеш ти за ДПМН? Јас се извинувам. Ама што Игор има да збори за ВМРО ДПМН? Последната анкета све кажа кој во државава. Само ве потсетам, излезе минатата недела, така ли беше? Да. Прво прашање што беше? Кој е најпопуларен политичар во државава? 25,2% е Христијан Мицковски, нашиот премиер. Важи. Популарноста на вашиот Филипче знаете колку е? 3,6. И тука што има да се зборува? Катастрофа сте. Ама народот ве прочита. Второто прашање, ако утре има избори, за која партија би гласале? ВМРО ДПМН доби 24%, значи секој четврти човек во држава би гласал за нашата партија.
а вашето СДСМ доби 4,9. Ај. Повторно се е кажано. Без Така што врез. најубаво е да си молчите. Да. Значи, само Сингапур за сите вас. А што Сингапур? Па, во Сингапур премиерот го поставил неговиот кум за заменик. Сега кумов почнал многу да краде. После тоа знаете што се случило со кумот? Што? Бил обесен на сред плоштад по барање на премиерот. И после тоа во Сингапур нема ни то, ни корупција. Браво, младич, убаво му кажа. Тоа важи и за вас. Значи, младиот Игор нема влакна на јазикот. Чекайте се. Ние не живееме во среден век па да ги бесиме луѓето на плоштад. Не ти одговара, пошто Не ми ако одговара. почнете да се бесите меѓу себе, пола фамилија ќе ја обесиш, така ли е? Абе, ајде. Значи, и вие сте полни со себе. А луѓе што се полни со себе патат од запек, затоа што се полни со гомна. Ја не дозволувам мене еден мошко да ме вреги усред емисија. Така да знаете. Јас исто така ќе ја напуштам емисијата. Ќе му се јавам на твојот директор и ќе барам да бидеш казнет затоа што собираш вакви уличари во емисија. Срамота. Срамота невидена, брука. Ама, господи, где тебе ми ги избрка сите гости? Што ќе ти себе вакви гости, бе? Боле пушти порничи. Тоа би било се. Пријатно. Гледајте порничи, здраво е за простата. Здраво. Шо Здраво. преш бе човек? Шоправам. Чекам воз да ме згази. Зошто? Не ми се живе у оваа наша смрдена Македонија, бе. Го слушам оној премиер, он вика, нема да се помрднеме ни милиметар. Или човекови права за македонците во Бугарија, или бугарите јоку устав. И уште вика, Европска унија да ни гарантирала идентитет, или ќе сме и кажале чао на ЕУ. И се заканува, демек оваа политика ќе остави како аманет на идните генерации во ВМРО. Добра бе, јас знам што вика премиерот, ама ти тргни се од чини бе. Тоа ти кажам. Не се тргам, бе, не се тргам. И уште вика дека ако треба и децении ќе чекаме, ама не попуштаме. Абе ја нервно попуштив, бе. Добро. Абе сакам Европска унија да живеам у ред, слобода, поредок. Ама убаво е тоа што го сакаш, ама тргни се од овде, тоа ти кажувам. И не се тргам, бе, сакам воз да ме згази и тоа ако може да е експресен, вака да ме помине плескавица да ме направи. Абе доста ми е изолација и заложништво. Те прашам. А. Значи ти си решен да се убиеш, така? Да. Па џабе ти е што стоиш овде бе креле. Џабе ти е. Зошто? Оваа пруга не функционира више 10 години. 10 години вовдека воз не проаѓа. Значи овде можеш само да настинеш. Ако сакаш да се отепаш, оди на некоја друга пруга. Па така ли, бе? Па така, бе. фала ти, друже. Па ништо. Ајде, Ништо. отидов ја Па да. на друга некоја. Ајде и нека ти е со лесно. Ајде. Ајде, се на југо. Полек. Има едно место во Скопјенцево, од убаво по убаво. Луѓе како пчелички шетаат, се смеат, се веселат. И црни, и бели, во групи и сами, странци и наши. Скопската чаршија врие од живот, од бој. Тука ќе начекате кафес како од цртаните филмови. Војнички мантили од некогашната JNA. Старини кои ќе ве потсетат на минатите времења. За муабети и да не збориме, во секое ќошенце има по некој зборко. Например, Аџи Исламовски, кој по потекло е од Дебарско, а веќе со децении италијанец. Во кое место во Италија? Басано del Grappa, провинција Виченца. Аџи во Италија заминал минатиот век. Таму основал семејство и во 2001 година заедно со сопругата решиле да се вратат во Македонија, за децата да им бидат своји на своето. 2001-та сакав да се вратам назад. Се договоривме да си дојдеме во Дебарско да си ги запишеме децата тамо, да си се школуваат во нашата мајчина држава. Така. И јас, радосен, целиот спреман, оти шофер, треба да возам да се одморам, а жената да спреми куфер и ова она. И одам дома, спремна да легнам малку да одмор, не вика. Не тргнуваме. Како така? Па ми се јави Даниела и ми рече дали сте вие нормални или ненормални. Кај сакате да се вратите? Зошто бе? Дали гледавте на Рај 2 вестите? Запали телевизорот, гледаме телевизорот 2001-та. Војна. Да. И си И останав. тоа си реков, нале да е, не се враќам више.
Късмет или малер? Оценете сами. Како и да е, никогаш не е доцна за враќање. Ама сега, пошто од владата ни дадоа повик, врати се. И? Па сакам да се вратам. Да вистина. Да. Што работите во Италија? Ама као прво за враќањето треба да се јавам кај некој психолог. Така ми рекол. Најпрви. Па после другата процедура. Па да ве провери дали сте во ред што сакате да се вратите, а? Така? Да. Што работите во Италија? Во градежништво. Тешка работа? Не е лесна на 60 години градежништво. Во Италија на колку се оди во пензија? 67. Мухамед е син на Аджи. Како ти се чини ситуација во Македонија? Во Македонија, ја да ти кажам, не знам право. Ајде, споредија со Италија. На кој ниво сме ние? На кој ниво сме ние? Да. Во некои работи подобро, во некои работи полошо. Зависи од визијата, дека јас сум растен во Италија, сум скоро роден во Италија, има 34 години и Италија е подобро во организација, во смисла во живот, работување, све по има други стандард на живот. И така. Женат? Женат, да. Колку деца? 2 деца. Да се здрави и живи. Па да. И сега сте тука на одмор? Да, на одмор. Тука ми е фамилијата. Малку мезенце, малку прошетка. Да. Една недела и така. И после пак во Италија. Да, нормално. Што работите вие во Италија? Ја работам Шнајдер за јахти. Во чаршија ќе начекате продавница за благичко како од филмовите, ама и кафенце подготвено на песок. Каков е вкусот не прашувајте. Кафе се немам напиено 30 години, бидејќи ми прави тахикардија. Кафе јок, ама лижавчиња со јаболче? Да. Како се прават овие? Абе, тоа е тајна само варењето шеќерот. Шеќерот треба се стави 200 грама вода, кило шеќер, малце лимонтус и се вари. Варењето треба да го потрефиш. Тоа е занаетот, за да стегне после. Кој ќе биде готов шеќерот за да се стави еболкото унатре, го зимаш од казанот, кај што вари, го ставаш во ладна вода, ако стегне, за да чука. И тогаш почнуваш со поливање на шеќер. И се ствара јаболко и шеќер. Како се добива црвенава боја? Прехранбена. Прехранбена црвена боја. Ова е познаникот Неџип Фезуловски. Со него често се гледаме и стално има нешто ново да ми каже. Инаку специјалност му се кикирики, леблебија, ореви и така натаму. Ми имаме дуќани по Македонија, цела скоро Битола, Евгелија, Охрид. Едни од сини што работи кај комуналец, кај карасерија, имаме производни системи за ова. Значи ова е фамилиарен бизнис. Фамилиарен од 300 години. Дедо ми, прадедо ми, турско време сме ние овде и ова сме држали, и овци сме држали во шара. Правото порекло наше е од гора. Село Врањишта. Ама дојдени се за турско време, се искарале со некоја фамилија, лошо и кривците мора да се селат од село. И така е формирано Јаловјане и Урвич. Тие се горански села. Јаловјане и Урвич. Јас сум од село Јаловјане. Интересно. Сега, многу знаеме да кажеме во последно време дека младите не работат. Очигледно дека вашите синови, претпоставам и внуци работат. Работат сите нашите. Сите работат. Кај ќе најдат побаво од ова Македонија? Никаде. Надвор само може да бидат слуги. Овде кој што работи сигурно ќе стане газда. Неџип има голема фамилија. Јас имам 20 внуци. 20 внуци од колку синови и ќерки? Од 3 сина и 4 ќерки. 20 внуци, 10 правнуци, еве ја работам уште. Иначе сум имал дуќани во Аутокомада као дечко од 10 години. Многу добро сум поминал со тој народ, да го пофалам егејскиот народ, за мене е голем народ. Синовите ги научив да работат, да поштуваат власт, првенствено, према власта, према држава да бидат честни и работата им оди. Да си во чаршија, а да не тркнеш до Битпазар, минус ке ти пишат. Стигнале лубениците,
Килото е само 180 денари. Јаготкиве се грчки, има и албански. 100 ќе вечинат. Порано преминувавме улица каде ќе ни текне. Сега е ставена ограда, па сите мораме и можеме само на пешачки. Ако се сака, се може да се среди. Ајде, време е за работа. Муарем Алими, Муки, сегде го има. Муки, ова возило твое ли? Моje лично, јас сум го купил, Честитки, кога го зема? па едно 6 месеци има, Многу пари? па 2500 евра. Так. И 500 евра батерииве, значи 3000, од Кина до тука. Значи, ова е на батерии, еколошки. Батерии, да, електричен. И што развезувате? Роба, текстил, стока, такви работи. Текстил. Се во рамките на чаршијава или може и подалеко се? Да, може и подалеко. Значи, вие фактички од дуќан во дуќан пренесувате стока. Да. Да речеме, ако дојде од царина робата, камионот не може у чаршија да влезе, пошто е со гориво, смета, нели, ресторанти, сладкарници, едно друго. И смета димо тоа брче. И тогаш ти стапуваш на сцена, ги товариш работите и од камионот ги носиш до дуќан. Ја тендерот го имам од чаршија, значи, јас сум заменик на Еснапот. Има многу работа во текот на денот? Има. Има, ако сака да се работи, има. И колку ти ја тура? 200 денара до 500 денара. Значи ти си задоволен од работава? Превише. Кој сака да работи, има. Тука не е крив ни Мицковски, не е ни една политика крив. Ако сака да се работи, има. Семејство имаш? Имам. 3 деца имам. Еден ми е горе, двајца тука, черка и син, ја и женава, сопругова. Так. Едниот во странство. Да. Каде е? Германија, Ротманс. Ама он отиде сега. Да проба среќата со сега. Ако успее добро, ако не успее, ќе дојде и тоа е. Нека му е со среќа, се разбира. Така е. Деца во твои работат? Едно работи, черката е на факултет за наставничка. Дојде време да си испазарам. Сакам едно регалче да го преместам од точка А до точка Б. Се работи за 5 километри. Колку ќе ме чини тоа? За тебе лесно е. 1000 евра ќе те коста. И ќе направиме, колеги сме како. И таман кога помислив дека полека ќе ја завршуваме репортажава, во пресрет ни дојде Александар Јовановски. Студира медицина. До крај на годинава ќе биде доктор. Што правиш низ чаршија? Па бев на факултет, имавме вежби, предавања, па си реков малце да поминам да се прошетам, малце да се издувам, што се вика после тешкиот ден и така. Инаку живеете тука во близина? Па јас живеам уствари во Чаир и тука ми е успат од медицински факултет, често пешачам, па си поминувам низ чаршија, уживам во амбиентот. Дали ќе се согласиш со мене дека чаршијава има повеќе народ отколку центарот на Скопје? Па да, доста и наши, доста и странци. Гледам дека доста голема атракција е за странците, поготово доаѓаат од Америка, од Азија гледам доста туристи. Дали и навечер доаѓате во чаршија да прошетате, да седнете во некоја кафули или не? Да, тука често доаѓаме со другарите, често има забави навечер и се дружиме, малце се зафркаваме и така. Значи не може да кажеме дека во чаршијата има само млади луѓе од албанска националност, турска, ромска и така натаму. Доаѓаат и македонците овде? Да, апсолутно, од сите етнички припадности има. Не знам дали сте забележале, ама кога ќе се појави доктор во друштво, задолжително го масираат со ова ме боли, она ме боли, дај некој лек. Коленово ме боли, што може да е причина за тоа? Особено после пешачење. Па матичниот број како прво. Фала, докторе, точен одговор. Народе, толку од нашево шетање низ чаршија. Топла препорака да дојдете овде. Ќе ве рашамараат мириси на кебапи и тулумби. Ќе ве разгали бојата на златото. Ќе си купите некоја дрембулија. Ќе се освежите со кадри од вашата младост. А ако не ќете, седете дома и гледајте телевизија. Фала на вниманието. Утре е празникот Светници, тоест влегувањето на Господ Христос во Ерусалим.
откако го воскреснал 4-дневно погребениот Лазар, Синот Божји дошол во престолнината на осле, а народот го препознал, па славел и пеел, држејки палмови гранчиња во рацете. Луѓето ги слекувале облеките од себе, постилајќи ги пред него и во восхит возвикнувале вдахновено: Осана! Благословен е оној што доаѓа во името Господово, царот Израилев. Единствено, свештенството и фарисеите се озлобиле, готвејќи се да го погубат брзо, а во план им било да го убијат и Лазар, кој сведочел за неговата сила и божество. Цветници се празнуваат во неделата пред Воскресение. За само неколку дена подоцна, истиот тој народ што го славеше Исус, да биде заслепен и да бара погибија на Спасителот на светот. Цветници е еден од најдраматичните празници, бидејќи го означува почетокот на најтешката седмица во историјата на човештвото. Неделата на предавството, судењето, маките, понижувањето, распнувањето, за сето тоа да кулминира со Христовото воскресение и победата на животот над смртта. На 7 април го славиме радосниот празник Благовештение. Кога Пресветата Дева навршила 11 години служење во Ерусалимскиот храм и 14 лета од раѓањето, свештениците ѝ соопштиле дека според законот повеќе не може да остане при храмот, туку треба да пристапи кон веридба и брак. Дева Марија не сакала да стапи во брак, па затоа била доверена на чување на стариот Јосиф од Назарет, кој што и бил роднина. Во домот Јосифов, Марија продолжила да живее исто како во Соломоновиот храм, минувајќи го времето во читање на Светото писмо, во богомислие и ракоделие. Од дома не излегувала, не се интересирала за светските работи и настани, зборувала само со ќерките на Јосиф. Во еден миг, на Пресветата Дева во одајата и се јавил великиот архангел Гавриил и рекол: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Не плаши се, Марија, зашто си нашла благодат во Бога, и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Прашала Марија, а Гавриил и одговорил: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божји. Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух врз Марија, започнало спасението на луѓето остварено преку Синот Божји, Исус Христос, роден од Пречистата Дева. За многу години. Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. По третманите во Русија, Јовица чекори и со одалката успева дневно да изоди 100 метри. Новиот третман е закажан за април, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 163 за претплатниците на Телеком и 143 461 за корисниците на А1. Интервенцијата ќе чини 8500 евра. Ви благодариме на човечноста. Тајната на напредокот е да започнеш. Пријатно. Пријатно.